сите и добродојдовте на првата форумска сесија Буџетски форум 2026 година. Како изминатите 15 години и оваа година општина Делчево формираше форумски тим кој што го организира и кој ќе ги спроведе форумските сесии. Предвидени се две форумски сесии. Првата ќе биде денес и втората ќе биде негде за околу 10 на дена, за точниот датум ќе се договориме заедно со вас. Дозволете ми најпрво да ви посакам добре дојде на оваа форумска сесија и со два-три збора да кажам дека оваа форумска сесија се организира скоро во сите општини во Република Македонија, дека процесот е потекнат уште 2009 година со проект на Швајцарската конфедерација. Има неколку видови на форумски сесии, покрај буџетскиот форум постои проектен форум и покрај проектниот форум постои меѓуопштински форум. Општина Делчево до сега ги има организирано сите три видови на форуми и имаме постигнато и импозантни резултати, ако земеме во предвид дека благодарение на форумските сесии и на средствата обезбедени согласно одржаните форуми е изграден дел од градскиот парк, е изграден пешачкиот мост, е изграден градскиот зелен пазар, изградена е капелата. Тоа беа сите приоритети на форумските сесии кои што беа меѓу првите три. Се надевам исто и денеска дека ќе имаме плодна работна сесија, дека ќе можете да давате ваши идеи, потреби, да ги решаваме проблемите, но исто така ќе очекуваме и решенија согласно форумските правила. И јас најпрво би сакал да му посакам добре дојде на градоначалникот и да го поздравам неговото прво учество на ваков вид на форум и да му дадам збор да ви се обрати на присутните. Добре на сите. Почитувани, сакам да ве поздравам и да ви се заблагодарам на присуството на овој форум. Вашиот интерес за мене е показател дека сакате да бидете активни граѓани кои сакаат и имаат обврска да учествуваат во процесот на одлучување. Општината и граѓаните треба да градат партнерство и да водат отворен диалог, бидејќи имаме единствена цел, а тоа е задоволни граѓани во една урбана и модерна општина. Буџетскиот форум представува важна алка во процесот на креирање транспарентна и одговорна локална власт. Денес сите заедно, институции и граѓани, представници на местни и урбани заедници, граѓанскиот сектор, ќе ги дефинираме приоритетите за развој на нашата општина. Нашата единствена цел е буџетот да биде вистинско огледало на потребите на нашите сограѓани. Мојата интенција е секој ден да биде насочен кон подобар животен стандард, подобра инфраструктура, образование, екологија, социјални услуги, но и култура. Сакам да ви информирам дека вчера на првата седница на Советот на општина Делчево едногласно со 15 гласа за беше донесен одлуката за одобрување на планот на програмите за развој на општина Делчево за 2026 година. 10 развојни програми тежат над 111 милиони денари средства одвоени од владата на Република Македонија. Дел од проектите се во фаза на изградба. Конкретно овој план предвидува улици во Спорско, рекреативниот центар Делчево или поточно улица 5, улица 6 и улица 8, улици во населбата Пролет или поточно улици 4В, дел од улицата 4Б, дел од улицата 3, дел од улицата 5 и дел од улицата 1. Реконструкција на улицата Индустријска заедно со два тротоари долж самата улица. Реконструкција на дел од улица во село Звегор, изградба на краци од улицата Драмечка, изградба на улици во населата Лазарица. Реконструкција и изградба на улици во централното градско подрачје, тоа е урбана единица 2, дел од блок 2.2. Изградба на дел од улица Видо Есминевски Бато заедно со подпорен зид. Реконструкција на дел од улица Кочо Рацин, регулација на корито на реката Бегалница во централното градско подрачје на град Делчево возодно 320 метри. Фекална и атмосферска канализација во централното градско подрачје 2.2 блок 2.2. Сакам да известам и јавноста дека пред само 2 дена Министерството за животна средина распиша тендер за
за изградба на кеј на река Брегалница и низводно долж мостот на река Брегалница и пошто е многу близко тенерот, истиот овој проект не е вклучен во оваа програма, но ќе биде реализиран 2026 година, како и изградба на реконструкција на мостот на река Брегалница на истата улица Индустријска, кој што вчера беше вметнат во програмата за изградба и реконструкција на мостови на програмата на јавното државно предпријатие за стопанисување со патишта. Истиот е веќе проектиран и живи и здрави преку Светската развојна банка треба и да биде конечно реконструиран. Ова се развојните планови, а подетално за нивната реализација ќе ве информираат и вработените од сектор урбанизам и сектор финансии со презентација. Во буџетот за 2026 година се планираат и повеќе средства за општински стипендии, повеќе средства за граѓанскиот сектор и секако за спортските клубови, повеќе средства за културата, но и инвестиции во животната средина. Свесен сум дека има многу нерешени проблеми, но тука сме да ги решаваме ние сите заедно. Јас не би сакал да ложам повеќе, тука сум да одговорам на прашање и заедно да ја фидаме и листата на приоритети и условите и можностите за нивна реализација. Ви посакувам успешна работа и стојам на располагање за сите ваши прашања и предлози. Благодарам. Благодарам на градоначалникот за поздравното враќање, за воведниот одговор и за споменатите дел проекти кои што се текувани и се во фаза на реализација. Јас накратко уште малку само околу правилата на форумските сесии. Покрај обраќањата на колегите што веќе ги најави градоначалникот од урбанизам и од финансии, кои што ќе ве запознаат со проектите што се во завршна фаза, проектите што се во реализација и проектите кои што имаме подпишани договори и ќе бидат започнати да се реализираат, ќе има можност и да ви ги спомнат програмите кои што ќе бидат вградени во буџетот на општина за Делчево за 2026 година, но од ваша страна ќе очекуваме проекти кои што ќе бидат дел од тие програми и кои што ќе бидат исто така вградени во истиот буџет, бидејќи знаеме дека тие форумски сесии, посебно буџетскиот форум, целата насока и целата поента е да ги слушнеме вашите потреби, да ги слушнеме вашите барања и да ги вградиме во буџетот за 2026 година. За да го направиме тоа, значи мора да се придржуваме по некои правила кои што ги има самиот форум, кој што е пропишан, како што кажете, од швајцарската агенција, кој што е вграден во домашното законодавство, но вграден е и во статутот на општина Делчево со одлука на Совет. Значи, право на глас ќе имаат сите граѓани кои што се присутни на Советот. На крајот од оваа форумска сесија ќе формираме работни маси. Една од работните маси која што е задолжителна ќе биде работна маса на општинската администрација, а останатите работни маси ќе се формираат согласно интересот на форумот. Значи ќе биде формирана, ако има интерес, маса за млади, ќе има формирано работна маса за земјоделие, на местни урбани заедници, за образование, за култура, за туризам, а доколку некаде има помал интерес, согласно работните маси можеме истите да ги споиме. Секоја работна маса на крајот, кој ќе ги каже своите приоритети, ќе има право на еден глас. Значи на работната маса ќе се договорат луѓето што ќе работат и ќе даваат по еден глас за еден проект од предложените, а сите работни маси, 5, 6 или 7 колку ќе бидат, не е важно, ќе дадеме дозвола, значи да предложат по 3 проекти кои што ќе се приоритет за таа работна маса. И на крајот и ги сумираме сите тие ваши потреби, ќе ги ставиме на хартија, ќе ги ставиме во Excel табела и на следната форумска сесија по еден од работните маси ќе ги презентира идеите и ќе предложи решение на истите. И ги ставиме, значи, после предлагањето на решенијата во Excel табелата ќе давате бодови и на лице место ќе видиме кои се нашите приоритети. Исто така еден од правилата е да не дојдеме до забуна дека првиот приоритет е најприоритетен и него мора да го решиме прв. Не, тука имаме други правила.
Значи треба да имаме изворливост на проектот. Што значи изворливост? Да има општината простор за буџет за оваа 2026 година да го реализира проектот. Треба да имаме, ако се работи за инфраструктурен проект, детален урбанистички план или да биде дел од генералниот урбанистички план. Треба да имаме техничка документација и таа да биде изворлива. И исто така треба да имаме останати ресурси кои што се потребни за изведување на ваков вид на проекти. Значи не се насочувајте само кон градежни проекти инфраструктурни, исто така очекуваме идеи од областа на млади, на спорт, на култура, каде што не се потребни технички проекти, а каде што во буџетот има место програмите да бидат вградени и да бидат дел од буџетот за 2026. За тоа дали ќе бидат изворливи или неизворливи проектите, ќе се отвара дискусија, затоа спомнав има општинска администрација посебна маса, која покрај тоа што има право да предлага, ќе дава одговор на сите ваши прашања за тие проекти, што ќе ги предложите. Тие проекти што се, плюс од тие три што ги спомнав, што ќе ги предлагате, ќе ги ставиме исто на една приоритетна листа, која што ќе бидат ставени во форма на препорака, која што исто е правило на форумот, и ќе бидат доставени заедно со приоритетните проекти и листа на препораки до градоначалникот. Заедно со одделенијата во општината, истите ќе бидат разгледувани и вградени во буџетот во 26-та, за што ќе бидете информирани преку средствата за информирање или писмено на начин како што бевте поканети на денешниот форум. Накратко толку за форумскиот процес. Јас сега ќе им дадам предност на колегите, бидејќи се работи за буџетски форум, да презентираат програмите, односно дел од буџетот на општината. Повели. Фала, Тони. Добар ден и од мене. Добродојдовте на првата форумска сесија оваа година. Јас сум Ана Светловска Димитровска, раководител на одделение за буџетска контрола, сметководство и администрирање на даноци при општина Делчево. Денес накратко ќе направиме една презентација во однос на процесот на буџетирање и структурата на буџетот на општина Делчево, но ќе биде опфатена и реализацијата на буџетот за 25 година, заклучено со 30 септември 2025 година, и ќе ги разгледаме плановите за 2026 година. Значи, прво да видиме што е тоа општински буџет и што опфаќа. Значи, буџетот на единицата на локална самоуправа представува годишен план на финансирање на надведностите на општината, кој се состои од годишна проценка на приходите по извори и на расходите по намени. И тој ги вклучува основниот буџет, буџетот на дотации, буџетот на донации, буџетот на заеми и буџетот на самофинансирачки активности. Секој буџет содржи општ, посебен и развоен дел. За да се направи добар буџет, значи вклучи се неколку закони. Тоа е законот за буџетите, законот за извршување на буџетите, законот за локалната самоуправа, законот за финансирање на единиците на локална самоуправа, законот за јавна внатрешна финансиска контрола, закон за пријавување и евиденција на обврски и закон за сметководството на буџетите и буџетските корисници. Што опфаќа буџетскиот процес? Значи, буџетскиот процес представува сет на правила, прописи и активности кои овозможува на локалната самоуправа да одготви, да усвои и да пристапи кон извршување на буџетот. Градоначалникот е тој кој што е одговорен за подготовка на буџетот на општината и за негово доставување до советот на општината. Вработените во администрацијата имаат одговорност да го поддржат целиот овој процес и да ги подготват документите за сите чекори од изготвување до поднесување на буџетот. Значи, буџетот го донесува советот на општината на предлог на градоначалникот и тоа најдосно до 31 декември тековната година, а се внесува за наредната година. Буџетот на општината се внесува за период од една фискална година, односно започнува од 1 јануари, а завршува на 31 декември. За добар и ефикасен општински буџет, значи мора да се опфатат 7 клучни чекори кои што поминуваат низ 4 фази. Првата фаза е изготвување и поднесување на предлог буџетот, втората фаза е одобрување на буџетот, третата фаза е извршување на буџетот и четвртата фаза е надзор и мониторинг над извршувањето на буџетот. Првиот чекор од 7-те представува донесувањето на буџетскиот календар. Согласно законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, утврден е буџетски календар во кој се утврдуваат роковите за планирање на општинскиот буџет од страна на советот на општината и во него се дефинираат сите активности што значат подготвување на буџетот, извршување на буџетот низ финансиските извештаи со конкретни датуми. Вториот чекор е доставување на буџетскиот циркулар. Него го добиваме од Министерството за
финансии, тој се доставува до градоначалниците на општините најдосно до 30 септември во текувната година. Во тој буџетски циркулар се содржат инструкции за изработка на предлог буџетот. Третиот чекор е подготовка на предлог финансиски планови. Значи, општинските буџетски корисници треба да подготват предлог финансиски планови во согласно со упатствата, насоките и расходните лимити содржани во буџетскиот циркулар. Предлог финансискиот план на една општина треба да содржи пополнет циркулар, стратешки план на буџетскиот корисник, план за јавни набавки, план на систематизирани пополнети работни места на буџетскиот корисник и други информации согласно со упатствата и насоките содржани во циркулар. Четвртиот чекор е подготовка на предлог буџет. Предлог буџетот е еден од најважните буџетски документи, имајќи предвид дека ја содржи основата на годишниот буџет, кој се уште може да се дополнува и коригира. Петиот чекор е донесување на буџетот. Значи, пред крајот на календарската година се води расправа во телата на Советот на општината и се одржува седница на Советот на општината за донесување на буџетот за наредната буџетска година. Советот го донесува буџетот за наредната година најдосно 31 декември и тој се објавува на веб страната на општината. Шестиот чекор е извршување на буџетот. Значи, градоначалниците одговараат пред Советот за извршувањето на буџетот на општината. Седмиот чекор е надзор и следење на општинскиот буџет. Значи, општината треба да подготви месечен, квартален, полугодишен и годишен извештај. Овие извештајците се објавуваат јавно на веб страницата на општината во рок од 1 месец од крајот на месецот или тромесечието. Буџетскиот процес согласно Законот за буџети се заснова на неколку буџетски правила. И тоа правило на специфичност, сеопфатност, буџетска рамнотежа, економичност, ефикасност, ефективност, транспарентност и сигурно управување, сигурно финансиско управување и контрола. Сега ќе направиме кратка презентација на реализацијата на буџетот за 25-та година. Значи, рековме реализацијата ја гледаме до 39-ти, бидејќи до тогаш ќе се направени кварталните извештаи и ќе ги разгледаме плановите за 26-та година. Најпред да одговориме на прашањето што работи општината. Значи, секој од вас има право да знае кои се надлежностите на секоја општина. Значи, општината е надлежна и обврзана да ги финансира следните работи: урбанистичко планирање, заштита на животната средина и природата, локален економски развој, комунални дејности, култура, спорт и рекреација, социјална заштита и заштита на децата, образование, здравствена заштита, заштита и спасување, пожарна заштита, надзор над вршењето на работите од нејзина надлежност и други закони и други работи кои што се определени со закон. Буџетот на општината е годишен план за финансирање на надлежностите на општината, кој се состои од годишна проценка на приходите по извори и на расходите по намени. Како што спомнавме претходно, тој содржи општ посебен и развоен дел. Во општиот дел ги содржи вкупните приходи и другите приливи и вкупните расходи и другите одливи на буџетот за фискалната година, како и глобалните проекти за наредните 2 години. Посебниот дел содржи план на одобрени средства по програми, подпрограми и ставки за фискалната година. Развојниот дел ги содржи плановите на програмите за развој прикажани по развојни проекти. Консолидираниот буџет на општина Делчево се состои од 5 буџети: од основен буџет, буџет на самофинансирачки активности, буџет на дотации, буџет на донации и буџет на заеми, односно кредити. Како се финансира општината? Значи, има неколку извори за финансирање на општината. Најпрви најглавни се сопствените извори на приходи, понатаму дотациите на средства од буџетот на Република Северна Македонија, од буџетите на фондовите, донации примени од земјата и од странство и преку задолжување, односно кредитирање. Во сопствени извори на приходи влегуваат локалните даноци утврдени со закон. Овде влегуваат данокот на имот, данок на наследствен податок, данок на промет на недвижности и други даноци утврдени со закон. Понатаму локални такси утврдени со закон. Влегуваат комуналните такси, административните такси и други локални такси утврдени со закон. Локални надоместоци утврдени со закон. Во нив влегуваат надомест за уредување на градежно земјиште, надоместоци од комунална дејност, надомест за просторни урбанистички планови и други локални надоместоци утврдени со закон. Понатаму приходи од сопственост. Овде собираме приходи од закупнина, од камати, од продажба на имот. Имаме приходи од донации, од парични казни, од самоприбавне, приходи од персоналниот данок на доход, како и други извори на приходи. Дотациите, значи со дотација од буџетот на Република Македонија, од буџетите на фондовите се обезбедуваат дополнителни приходи во буџетот на општината за финансирање на нејзините надлежности определени со закон.
Значи ние ги добиваме следните видови донации. Приходи од данокот на додадена вредност, наменска дотација, таа се користи за финансирање на конкретна активност, капитална дотација, тоа е дотација наменета за финансирање на општински проекти за капитални инвестиции, блок дотација, тоа е дотација наменета за финансирање на надлежностите во определена област утврдена со закон, както и дотација за делегирана надлежност. Расходите во вкупниот буџет на општина Делчево се проектирани во износ од 474.434.976 денари и се распределени во два биланси. Биланс на тековни оперативни расходи во износ од 341.366.144 денари и биланс на капитални расходи во износ од 133.068.832 денари. Истите се проектирани во поодделни програми и подпрограми. Во буџетот на општина Делчево за 25-та година се планирани 35 буџетски подпрограми и 5 развојни програми. Од билансот на приходи на општина Делчево за 25-та година можеме да видиме дека процентуално најголемо учество во вкупниот буџет има буџетот на дотации со 242.740.339 денари. На второ место е основниот буџет со учество од 34%, односно со износ од 140.038.780 денари. Понатаму следуваат со помалку учество буџетот на самофинансирачки активности и буџетот на донации. Буџет на заеми нема. Овде графички може да видите како изгледа структурата на буџетот. Реализацијата на приходите по одделни сметки во 2025, значи заклучно со 39 изгледа вака. Најголема реализација, најголем процент имаме во буџетот на дотации од скоро 72%, потоа следуваат основниот буџет со 51%, буџетот на самофинансирачки активности со 38%, како и буџетот на донации со 35%. Овде графички прикажена реализацијата практично 39. Приходите во основниот буџет на општина Делчево за 25-та година се планирани во износ од 191.558.725 денари, а согласно повишената економска класификација тие се проектирани на следниве групи. Група 71 даночни приходи со проекција од 66.715.392 денари и реализација до 39 со 67%. Група 72 неданочни приходи со проекција од 2.610.000 денари, реализацијата до 39 е 52%. Група 73 капитални приходи проектирана на 7.265.000 денари со 35% на реализација до 30 септември и група 74 трансфери и донации на проектиран износ од 114.968.333 денари со реализација од 43%. Овде на овој график ми е прикажана графичка презентација на планот и реализацијата до 39 на приходите. Расходите во буџетот на општина Делчево се проектирани во износ од 474.434.976 денари и како што рековме се распределени во два биланси, тековно оперативни и капитални расходи. Тие се проектирани по одделни програми и подпрограми и спомнавме дека во нашиот буџет за 25 имаме 34 буџетски подпрограми и 5 развојни програми. Вкупниот буџет, структурата на расходите, можеме да видиме дека со 72% учествуваат тековно оперативните расходи, а капиталните расходи учествуваат со 28%. Планираните расходи во буџетот на општината за 25-та година, значи во основниот буџет се планираниот износ е 191.558.725 денари или процентуално споредба со вкупниот буџет, тоа е 40%. Најголем е проекцијата кај буџетот на дотации од 259.260.697 денари или 55% учество во вкупниот буџет и помало учеството на буџетот на самофинансирачки активности и на расходите во буџетот на донации. Овде е направена анализа на тековно оперативните расходи во основниот буџет, каде што може да видите дека најголем дел од тековно оперативните расходи имаат заплати, наместници од плати, стоки и услуги, понатаму субвенции, трансфери, социјални бенефиции.
направиме анализа на планот на капитални расходи во основниот буџет на општина Делчево за 2025 година, ќе видиме дека 92% отпаѓаат на расходната група други градежни објекти, 6% отпаѓаат на групата вложување и нефинансиски средства, овде се однесува на расходи за експроприација и 2% се однесуваат на расходи за купување на опрема и машини. Капиталните расходи видовме дека 92% одат во групата други градежни објекти. Аналитички тоа изгледа вака. Значи, за проекти на патишта се потрошени 1.200.000 денари, за изградба на улици и патишта 16.242.469 денари, за реконструкција на улици и патишта 7.656.909 денари, за проектирање на други градежни објекти се потрошени 4.520.161 динар, за изградба на други објекти се потрошени 6.184.799 денари, за реконструкција на други објекти се потрошени 3.677.795 денари, за изградба на капацитети за водоснабдување 6.843.976 денари, понатаму за изградба на пречистителни станици и колектори се потрошени 1.192.250 денари, за надзор над изградбите се потрошени досега 126.000 денари, за експроприација 4.316.500 денари и за набавка на урбана опрема 1.349.000 денари. Расходите во делот на капитални инвестиции за 2025 година се описуваат на учество на општина Делчево за изградба на новата детска градинка, понатаму изградба на дел од системот за водоснабдување во населбата Пролет, за реконструкција на улица Велко Влаховиќ, за реконструкција на улици во населбата Ново Делчево, за реконструкција на мост на река Габровчица, за регулација на речното корито на река Габровчица, реконструкција на улица Илинденска до спој со улица Солунска, за реконструкција на улица Гоце Делчев, за набавка и монтажа на урбана опрема, значи набавени се нови клупи, корпи и канделари, за изградба на дел од булевар Македонија и краси на улица Орце Николов и улици 3 и 5 во населба Пролет, понатаму за санација на водоводна мрежа и фекална канализација на улиците Благостојменов, Ликачопова, 8 септември, Гоце Делчев, Титоградска и Илинденска во централно градско подручје и дел од населба Пролет, приклучоци на водовод и канализација во новата детска градинка, приклучоци на водоводна мрежа во селата Двегор и Гаврово, наградно патување за надобрите 10 матуранти, расходи за одземен имот, односно за експроприација и расходи за проектирање и техничка документација за урбанистички проекти и слични. Планот на програми за развој представува среднорочен приказ на буџет на програми кои се наменети за развојни инвестиции. Тие се составен дел на секој буџет, а така и на буџетот на општина Делчево. Во буџетот на општина Делчево за 26 година се предвидени 10 развојни програми и тоа: реконструкција на дел од улица Кочо Ратиев во вредност на проектот од 2.011.016 денари, понатаму реконструкција на улица Видој Смилевски Батов со подпорен зид со вкупна вредност на проектот од 7.032.788 денари, понатаму изградба на улици во централно градско подручје со подземни инсталации во вкупна вредност со вредност од 11.397.955 денари од Министерство за транспорт и 1.527.584 денари учество на општина Делчево, понатаму изградба на улица Драмичка и дел од улиците во населба Васарица, вкупна вредност на проектот 3.060.522 денари, изградба на улица во село Двегор со вредност од 780.918 денари, реконструкција на улица Индустријска со вредност од 13.472.579 денари, изградба на улици во населба Пролет со вредност од 9.200.635 денари, изградба на улици во спортско-рекреативниот центар во износ од 10.757.706 денари, регулација на коритото на река Брегалница возлобно 30,20 метри со вредност од 43.533.767 денари, изградба на фекална и атмосферска канализација во централно градско подручје со вкупна вредност од 11.269.576 денари. Значи, буџетот на општина Делчево за 2026 година ќе биде планиран во рамките на реално очекуваните приходи во основниот буџет и во зависност од добиената рамка, односно максимален износ на приходи што го добиваме од Министерството за финансии. Клучни предуслови за добро буџетирање на локално ниво се транспарентност во општинско буџетирање, односно целосно јавно претставување на сите релевантни фискални информации навремено и систематски,
Партиципативно буџетирање, односно учество на граѓаните во процесите на буџетирање, преку кои се дава прилика да ги насочат вистинските потреби и проблеми на заедницата и тие да бидат креативни. Комуницирање со јавност. Значи, комуникацијата треба да се одвива во секоја фаза во процесот на буџетирање со цел јасно да бидат пренесени сите позиции, делови и извештаи и соодветно разбрани во широката јавност. И на крај вклучување на родовата перспектива, значи целта е преку родово одговорното буџетирање да се дадат гаранции дека мажите и жените би имале подеднаков пристап до средствата кои што се предвидени за нивните потреби и интереси. Благодарам за презентацијата на колешката. Видовме дека буџетот е нешто посложено од што го наследуваме и самите, значи тука може би требаше да се придодат и инвестиции и можности за финансирање за следната година од донатори и од министерства, каде што во тренд последните неколку години да не ги префрлаат финансиските средства во нашиот буџет, туку директно да ги плаќаат по спроведени набавки од наша страна или нивна страна, како што го спомна проектот градоначалникот, кој што е во фаза на јавна набавка и кој што треба да започне од јануари. Сега ќе имаме можност да видиме една кратка презентација од колегите од урбанизам за тоа што се работи и што ќе продолжи да се работи следната година од добиени проекти и веќе буџетирани, се со цел да не се повторува на форумската сесија предлагање на истите проекти, но затоа пак можеме на истите проекти да предложиме на доградба, можности за одржливост, можности за, ако се работи за улица, за додавање на осветлување, на атмосферска канализација, нема и слични проекти кои што се поврзани со веќе техните проекти. А потоа ќе има колегата излагање кратко за делот на културата и спортските здруженија, односно граѓанските организации, што е во текот на ланската година реализирано и што се планира да се реализира, бидејќи градоначалникот спомна дека се планира зголемување на буџетските средства во следниот буџет 2026 година. Благодарам. Добар ден и од мене на сите присутни. Сега во една кратка презентација од страна на Оделението за урбанизам, заштита на животната средина, комунални дејности и собраки, ќе ви бидат презентирани проектите кои што беа реализирани во текот на 2025 година, оние кои што нормално тековно ги работиме и проектите кои што се планирани за следната година, како и техничката документација која што е обезбедена од страна на општината, меѓутоа чека финансиски средства за понатамошна реализација или чека да биде одреден приоритет. Така што да започнеме со надлежностите на самото оделение. Во рамки на надлежностите кои што се утврдени согласно законската регулатива, нашето оделение планира, организира и реализира проекти и активности со кои што се овозможува подобрување на квалитетот на живот на граѓаните на општина Делчев. Како дел од поважните обврски на нашето оделение се изработките на програми и одлуки кои што се донесуваат од страна на Советот на општината, а помеѓу кои можеме да ги издвоиме: програмата за патишта и улици, програмата за уредување на градежно земјиште, програмата за јавна чистота, програмата за управување со отпад, програмата за изработка на урбанистички планови и така натаму. Реализирани проекти во 2025 година. Тука имаме извршена реконструкција на улицата Велко Влаховик во должина од 800 метри, реконструкција на водоводната мрежа, односно замена на азбестните цевки на улица Солунска, реконструкција на локалниот пат кон Мала Пасјак, нов истевник во должина од 300 метри. Имаме поставена и инсталирана мерна станица која го следи квалитетот на воздух во Делчево. Реконструкција на улица Благој Стојменов, реконструкција на улицата Лика Чопова и уште 9 улици во Ново Делчево. Имаме поставени 75 клупи во централното градско подрачје, како и корпи и светилки. Имаме редовно одржување на хоризонталната сигнализација на уличната мрежа во градот. Проекти кои што ни се во фаза на реализација во 2025 година. Изградба на регулација на река Брегалница возводно 500 метри со скейт парк, изградба на регулација на река Габровчица во должина од 600 метри, реконструкција на асфалтен коловоз на улица Солунска,
изградба на водоводна, фекална и атмосферска канализација, изградба на улици во населба спортско-рекреативен центар, каде изведувачот е веќе воведен во работа. Имаме изградба на водоводна, фекална и атмосферска канализација и изградба на улици во населбата Пролет, изведувачот исто така е воведен во работа. Изградба на атмосферска и фекална канализација во централното градско подрачје, улици 1, 4 и 5 и изградба на самите улици. Имаме реконструкција на улицата Гоца Делчев, изградба на атмосферска канализација и изградба на улица Брамечка во населба Басарица, изградба на дел од улица Орца Николов во шумски расадник со имплементација на режим на сообраќај, изградба на дворна ограда и партерно уредување во новата детска градинка во Стар Расадник. Имаме изградба на нов јавен паркинг во населба Стар Расадник, кој што е во фаза на тендерирање преку Министерството за транспорт и проектот за поврзување на локални патишта. Изградба на регулација на река Брегалница низводно 500 метри. Постапката е во тендерирање на Министерството за животна средина и просторно планирање. Имаме реконструкција и доградба на мост на река Габровчица на улица Кеј на ослободувањето, реконструкција на улица Кочо Рацин, изработка на нов генерален урбанистички план за Делчево. Од проектите кои што се планирани за реализација во 2026 година ни се реконструкција на улица Индустријска, изградба на улица Видој Смилевски бато со подпорен зид, проектирање и изведба на водовод во Вирчев преку Министерството за животна средина и просторно планирање, редовно одржување на општинските патишта и улици, колово, сигнализација, банкини. Сега понатаму ќе ви ги презентираме проектите за кои што техничката документација е во фаза на проектирање. Реконструкција на улица Даме Груев во село Трботивиште, изработка на проект за инфраструктура за водовод на Голак, основен проект е веќе обезбеден, основен сообраќаен проект за режим на сообраќај на улица Кеј на ослободувањето, одделување на фекална од атмосферска канализација за дел од населбата Милково Брдо 3 и централното градско подрачје, изработка на проект за инфраструктура за изградба на канализација во село Стамер, основен проект е веќе обезбеден, реконструкција на главен доводен цевковод Лошана Делчево, проекти за кои што сега е веќе обезбедена техничката документација, изградба на кружна крстосница помеѓу улиците Скопска, Методи Митевски, Брицу и булевар Македонија, фази градежништво, хидротехника, електрика и сообраќај, изградба на кружна крстосница помеѓу улиците Методи Митевски, Брицу, булевар Македонија, фази градежништво, хидротехника, електрика и сообраќај, и изградба на кружна крстосница помеѓу улиците Индустријска, Македонска и булевар Македонија, фази градежништво, хидротехника, електротехника и сообраќај, документи за изградба на улица во село Град, основен проект за изградба на улично осветлување во централното градско подрачје, довршување на велосипедска патека Илин Камен, изградба на улица Голачка, реконструкција на пристапен пат од село Трботивиште до местото викано Свети Води, довршување на реконструкција на улица Македонска, изградба на улица 2 и 4 во сервисна зона, изградба на улица во село Стамер, изградба на улица во село Вирче, реконструкција на улица Пере Тошев, партерно уредување на дворот на новата детска градинка во Стар Расадник, изградба на фекална канализација во село Стамер, изградба на улица Голачка, реконструкција на општински пат Л7 Делчево Косово Давје Биглово должина 3 км, изградба на крак од општински пат Л9 кон Димовска мала село Дранче, реконструкција на општински пат кон мала Пасјак село Нов Истевник во должина од 1,8 км, изградба на водоводна мрежа во централното градско подрачје, реконструкција на дел од локален пат кон Балобанска мала, улично осветлување во населба спортско-рекреативен центар. Може би ви звучат многу, меѓутоа даваат одредени насоки каде да не се насочувате заради тоа што за одредени проекти за кои што е обезбедена документацијата треба само да се најдат финансиски средства, а за другите каде што немаме, значи може да потикнувате приоритети, да давате предлози со цел да можеме да ги вградиме во нашите програми и понатака да ги вклучиме во буџетот и да ги реализираме во следната година. Јас ви благодарам на вниманието, ако имате прашања, слободно може да ги поставите. Благодарам. Во излагањето кажавте дека Голачки пат село Косово Давје е направен 3 км асфалтен, а е направено 1300 метри.
проектот е толку до последното мало од селото, а е направено само 1300 метри. А другото е, барахме средства и од градоначалникот претходен, и одобрија 60.000, ние собрахме локалното население како 60.000, дел се изврши по наша инициатива работа, дел има 30.000 не се пуштени, ако има можност да се пуштат, само да ви кажам дека не е 3 км. 1300 хиляда, има проект, се како што е, не се 3 км, да кажам. Тука се работи за патот кон Косово Давија, кој што е дел од поранешниот магистрален пат кој што оди кон Бигла. Значи тоа се два различни пата, меѓутоа Косово Давија е како населено место помеѓу два различни пата. Патот за кој што вие кажувате е од приклучокот на регионалниот пат над манастирот и се спушта до доле до овој пат кој што јас го кажав. Значи патот за Косово Давија од регионалниот пат кој што е за Голак се спушта до овој локален пат кој што е обезбеден со должина од околу 3 км. Така што за два различни пата станува збор. Тука е техничка документација обезбедено за патот кој што поминува од кај Брежјето и води кон Бигла, меѓутоа попатно населено место приклучок има Косово Давија. И треба да биде алтернативен пат кој што ќе се врзува со новиот експресен пат Кошени Делчево. Предвидено да има траса која што ќе има како алтернативен пат. Значи, таа е нова траса. Значи, трасите се различни. Иначе тука е Република на сектор финанси, тие 30 дена да им направим мало да ги доплатим. Ние чекавме завршување на изборите официјално, вчера се заврши, така е. А тие ќе бидат платени другата недела. Дали може само уште една кратка презентација во делот на култура, па после ќе отвориме дискусија за сите теми. Во интерес на Дел на култура, дел на образование може да провераме. Почитувам градоначалниче, почитувани присутни, ја накратко ќе кажам што е реализирано во 2025 година во област на образование и што планира во идниот буџет за 2026 година да се реализира. Значи, воспитно-образовниот процес во општина Делчево се реализира во 3 општински образовни институции, од кои 2 проекти и општинско средно училиште. Во 3 општински образовни институции во учебната 2025-2026 година вкупно запишени се 1237 ученици. 8 дете центри во училишта за основно образование функционираат и 7 подачни училишта, од кои 2 деветолетки и 3 до 5 поделени. Правејќи анализа и користејќи споредени податоци за бројот на ученици во образовните институции, заклучок е дека е алармантна состојбата со намалување на број на ученици. Општина Делчево за поттикнување за постигање на подобри резултати во образовниот процес на талентирани ученици и студенти, наградувајќи го вложениот труд воведе неколку мерки за стимулација, а воедно наградувајќи го вложениот труд за постигнати резултати, а воедно и запишување во образовните институции во општина Делчево. Така, стимулативни мерки се 18 стипендии во 2 категории за одлични ученици во 2, 3 и 4 година и 1 стипендија на ученици со попреченост во развојот од 1, 2, 3 и 4 година во Средното општинско училиште Методи Митевски Врицо Делчево за 9 месеци за учебната 2025-2026 година, како и 4 стипендии за 9 месеци во 2 категории на студенти кои се од општина Делчево и кои студираат на државните универзитети во Република Македонија за учебната 2025-2026 година. По предлог на градоначалникот на општина Делчево господин Иван Коцински за учебната, односно студиска 2025-2026 година се зголемуваат ученичките и студентските стипендии, како и за правенците на генерацијата најдобрите ученици роми од 2 општински училишта и 3 општинско училиште во Делчево, како и запишување на ученици во 2 општински основни училишта во прво дарение. Новост од претходно е дека за правенците на генерациите по предлог на градоначалникот сега нема, значи купната сума која што се исплаќаше за 9 месеци нема да се исплаќа за 9 месеци, но тоа ќе биде еднократно, ќе се плаќа и на правенците на генерациите од 5 основни училишта и на правенците на генерацијата од Средното општинско училиште. Исто така како стимулативна мерка е наградното патување знаат од Средното општинско училиште за 10 најдобри матуранти по Европа. Тоа е планирано за буџетот во
2026 година во областа на образованието. Благодарам, Ванчо. Сега отвараме дискусија доколку има прашање поврзани со повикот. Гоце Ангелски, ја по буџетот за 2025 и 2026 Зеговска река е скокна. Никаде не се спомнува. Значи, ние спомнавме, ако слушаше внимателно, дека тоа се проекти што се реализираат и проекти што продолжуваат во 2026. Целата намена на буџетскиот форум е да добиеме фидбек од граѓаните, кои се потребите, а од друга страна, од страна на општинската администрација да се кажат техничките можности и изворливоста на проектите. Значи, можете да ги предложите сите потребни проекти за Звегорска река тука денес. Има нешто Да, ние тие што ги спомнаваме веќе се во фаза на реализација и нема потреба да ги спомнуваме. Освен што спомнав пред малку дека може да ги надоградуваме за да бидат поквалитетни со осветлување, ако имаме само улица, со атмосферска, ако не е во техничката документација, со нова водоводна мрежа, ако е застарена таа што е постојна. Во таа смисла. Значи можете да си предлагате. Целата поента на форумот е да ги вградиме вашите идеи и потреби во буџет. Други Нешто накратко. И на прошлиот пат мислам имаше, од мене лично беше предлогот за деца со посебни потреби. Господин Ванчо кажа дека само една стипендија има за тие деца, има достапни деца. Ако може да се зголеми бројката на тие деца што се стипендирани со посебни потреби. И друго нешто за место заедница на работивиште, водоводот е со азбестни цеви. Предлог има поднесено местната заедница, поминува на претходниот совет на општина Делчево за замена на тие азбестни цеви. Знаеме дека тие се штетни за здравјето. Ако можност нешто да се направи по това. Тоа е минало веќе на претходниот совет. Градоначалникот сега беше советник, може да се сеќава дека е минало тоа совет. Тоа има одлука на совет, само тоа да има документација. Не знам документацијата што е како дека, само... Зборет, мисля ќе видиме, сега имаме проект, мисля ќе имаме период во кој што временски состав нема да дозволува многу да работиме на терен. Реално, ќе имаме повеќе простор да се фокусираме на нотирање на проблеми од секаков тип во општината и нормално да изготвиме проекти кои што еден ден ќе треба и да се реализираат. Мисля како што кажа и колешката Николина од сектор урбанизам, значи имаме готови проекти, но многу важно е ние како општинска администрација да изнајдеме средства од донатори, било правни лица, физички лица, влада, министерства и така натам, за да можеме исти да ги реализираме. Значи многу е битно денеска да ги изнотираме проблемите кои што досега не сме ги нотирали, вие како граѓански сектор, ние како општина, и да ги докомплетираме, за да можеме да опфанеме колку е можно повеќе проблеми и да живи и здрави, за да можете да се реализира. Се многу добро председател кажа и Тони кој што е од локален економски развој. Многу голем дел на проекти и тоа капитални проекти се произлегнали и се реализирани точно на тие буџетски форуми, затоа е битно секој едномислен и размислување да биде кажан. Да, не сите може да бидат реализирани, затоа што за некои за жал не постои и правна можност да бидат реализирани, но за тие за кои што е можно и има правна основа да се реализират, ги се реализират. Да, за жал имаме и нарушена инфраструктура во голем дел од населбите во општина Делчево. Имаме доста несогласни работи со постоечкиот ГУП кој што е во фаза на донесување на новиот ГУП. Пред известен период разговаравме со планерите кои што работат на самиот ГУП, кој веќе го спомнах, и самите согласување на новиот ГУП кој што треба да се донесе е битно. Вашето ми размислување денеска за да можеме ние како директно инволвирани, јас како градоначалник и сектор урбанизам и други сектори да ги нотираме проблемите и потребите на граѓаните за да можеме да донесеме развоен генерален урбанистички план кој што ќе може да предвиди и развој на нашата општина. Дај Боже да ги нотираме сите проблеми, да нотираме проблеми кои што се од јавен интерес и живи и здрави. Веќе кога го спомнах и разработувањето на ГУП кој што е во фаза, кој што е и основата на развојот на градот,
да го најавам и веќе да најавам и јавната расправа која ќе биде во јануари, живи и здрави крајот на јануари, кој што пак ќе ги повикаме сите инволвирани да кажат своје мислење за донесувањето на истиот. Така, мислам, глобално обшироко, за да се повторуваме после на секој прашање. На улица Глигор Парличев има споредни улици што спојуваа Глигор Парличев со Гоце Делчев. Стана таму само еден крак, нити бекатон, нити ништо, само треба расте. Таму са веќе стари лица што не можат, не знам во чија надлежност е дека треба да го коси тој простор. Никој не се појавува таму, нити да коси, до претходниот градоначалник подноси име барање со потписи од жителите на улицата, на барањето никаков одговор немавме и ако може да се разгледа таа точка, ќе гледам дека го нема никаде ставено у програма. Имате можност, значи се што сакате да ставите на хартија за кратко и ви објаснам. Други прашања ако има? Салата кај гродиштето што е, не знам во чија надлежност е, меѓутоа е жално да пропада таква зграда и таму пред зградата е вода да пукнала веќе скоро половин година, никој не презема мерки за да ја отстрани го отстрани овој дефект таму. Оти таа зграда така пропада, а пропада и со водата. Да се најде некој решение или да се даде под закуп на некој таа зграда за да може да работи со неја пред износачките да се прават од кафан. Провериме. Сега вака, бидејќи гледам дека прашањата повеќе се насочуваат кон одредени проблеми, најдобро е да ги формираме работните групи, Тони ќе даде насоки како да се организираме за сите ваши предлози и идеи. Во смисла тоа што го кажувате може да биде дискутирано и на самата работна маса и да излезе како насока која што ние би требало да ја следиме и да најдеме решение конкретно за тоа. Затоа да не губиме време, подобро е да работиме на работните маси и вашите приоритети да ги ставиме на хартија за да видиме тука во кои правци ќе можеме да делуваме. Имавте прашање за това? Значи, ја имам предлог, мисля сите цела општина са договор тука за отворното тоа беше, имам предлог за потворенци да се стави таму кај нас заради заштита. Да одија на убит, видеа дека најогромна штета беше кај лицата никаде веќе душите имаше, ама најогромна штета беше кај лицата цела година и повеќе беа кај бабони. Затоа имам предлог за еден потворен цик таму кај нас заради заштита. На која улица? Царвоселска број 26. Добро, значи тоа може вие да го предложите у рамки на вашата работна група сега на самиот форум. Добро, пошто гледам дека прашањата се поврзани и дискусиите со тоа што сакаме следно да го работиме, само момент. Кај нас у Пустенска Ана, знаете како е до пожар не може да влезне, нека куќата се подпали, нема како пожар да влезне. И кога дојде реката не може да влезне. Лето се обрна там со сколата. И мостето и пожар не може да влезне. Че се прошири патот многу едноставно. И след улица, ни свет го има, ништо нема. Ништо на пожар не може да влезне, фантазија не може да изгоди. И само мртви на тоа има кај. Значи, точно за това е многу важно донесувањето на новиот генерален облички план и сите ново донесени детални планови да бидат прилагодени на него. Затоа е борбата многу важна, значи документ кој што е најважен за развој на општината и за надмирување на такви проблеми. Затоа што реално активно го генерален облички план за жал не дозволува интервенции по било која основа. Значи тука е и проблемови со веќе спомената Древоска река, Пустевски андак, приклучен пат до населба Басарица, до приклучен пат до населба Древоска река и така натам и така натам. Има многу проблеми кои што зависат од квадрни соња, тоа е генерален облички план после многу години. Дај Боже да не се случи крајот на 2026 најоптимално или почетокот на 2027, ако работиме со тој интензитет на кој што сме замислили да го работиме. Се до тогашка, значи ќе имаме проблеми од таков тип. За жал. И мисля коректно е некој пат да им кажеме на луѓето и на некои населени места дека некои работи не зависат нити од урбанизам, нити од финансии, нити од градоначалников, нити од локално економски развој. Некој пат самите граѓани са си направили проблем самите на себе. И коректно да го кажеме. Мисля, това е факт. Но мисля, целата на този форум е да ги преку работни групи да ги нотираме проблемите во сите точки на општината
Јас многу пати сакам да потенцирам од нов и стари стеник до Илјово и до Турија, така да сега е моментот да ги разгледуваме и после сезон дена, мисля дека е втората сесија, да се доразгледа, да се нотира кои се точно приоритети, да можете и нас да ни дадете обврска како општина, да ги гониме сите решенија и така натаму. И само пред да се формираат и работни групи, ќе пренесе едно барање од граѓани за спорт, конкретно за тениското игралиште, мала корекција, има една долга линија што е распукана да се среди ако може и замена на мрежи, барање нивно лично. Значи, мисля дека веќе разговарахме на темата, убаво е вие како спортисти да понесете барање, пошто реално не можете да конкурирате на победи кој што е за спортски дружина, пошто немате спортски клуб. Поднесете едно барање до градоначалникот и до Советот на општина Делчево да видиме начин да имаме можност да го реализираме 2025, затоа што буџетот ни е сериозно исцрпен, ако не можеме ќе го реализираме 2026. Благодарим од нивно име. Некои големи средства, убаво е да го завршиме. Благодарим од нивно име. Благодарам на сите. Сега значи ни останува може и најважниот дел од денешниот дневен ред, да ја дозавршиме структурата која што ја објаснив и започнав да ги кажувам правилата. Значи имаме подготвено ние листови со работни групи. Секој кој ќе се најде во работната група што е напишана на листот, ќе ве молам да се приклучите кон таа работна група. Еве веќе млади е ставено и младите се пред самиот лист, самиот банер. Јас ќе ги поделам сега и тие листови, ќе ви дадам по 2 хамери и фломастери и како што спомнавме по 3 приоритети од работна група и може колку сакате препораки. Препораки се од типот линијата на игралиштето, од типот на не може да влезе противпожарно возило, а проекти се нешто што е инфраструктурно, нешто од област на култура, од граѓански сектор, што е се поврзано со буџетски средства за следниот буџет 2026 година. Значи ќе ги ставам камерите, поделете се, доколку нема интерес во некоја група да каже во образование и туризам, сите што се сродни, може да се дружи. Исто така работните групи треба да соработуваат меѓу себе, тоа е едно од правилата на форумот. Зошто? Затоа што може да се повторат истите проекти, еден во инфраструктура, друг во делот на потреба на младите, трет во потреба на граѓански организации, да се дуплираат. За да нема таков начин на работа и на комуникација, ќе ве молам да се координирате меѓу вас и јас ќе бидам тука. И мислам дека 20 минути до 30 е доволно сето тоа да го направиме и на крајот кога ќе ги напишете сите приоритети да си одредите лице кој ќе ги презентира и ќе даде предлог решение за истите на следната форумска сесија. Следната форумска сесија во четврток во 12 саат, доколку ви одговара на истото место, доколку не ви одговара кажете ми, ќе избереме друг термин. Ќе започнеме со презентација на вашите приоритети и на вашите препораки. А во меѓувреме, додека пред да почнеме да ги пишуваме истите, од првата до втората форумска сесија ќе ве замолам да ги консултирате и вашите сограѓани од местни, од урбани заедници, други граѓански организации што не се присутни, соседи, да ги запознаете со приоритетите и доколку има и од нивна страна нешто да се дополни, слободно можете да го доставите до архивата, односно до едношалтерскиот систем во општината и ќе бидат земени во предвид, разгледани од нас, ставени исто така во Excel табела и следниот пат после презентациите ќе пристапиме веднаш на гласање на приоритетите. Сега ви доставувам материјалите што ги спомнав и ќе ве молам на еден лист да пишете приоритети, на другиот препораки. Може само да прочитате кои групи ги планирате? Општинска администрација? Покрај општинска администрација имаме здравство, имаме спорт и граѓански организации, имаме образование, имаме туризам, имаме култура, имаме земјоделие. Доколку сметате да има и млади, доколку сметате дека треба да има и друга работна група, слободно кажете, ќе ја формираме одмah. Препорачливо е во секоја работна група да има минимум тројца. Туризам и култура може да трае. Може ако сакате, да, може, не е проблем. Како дека си пред антикам, тоа е просто кажало да си били пред даски. Пред даски? Пред даски. Абе, сега ќе го кажам за потребите на културата. Желаем да се опесочи.
И од општината Од општината ни дадоа. Разловци играат Обел и Орел. Обел и Орел. Добре.